ни вика дека не сака да кажат што сме македонци. И назад ни, а јас многу одлична бев од сите ученици, дури дигај рука, дигај, не бре, брате, не ме клават и не ме испитуват. И една се налути, стана и му чукам на масата на учител. И зашо реко не ме скорнче, вегли гори, не знае. Ништо реко, му клаваш 10, мене ми клаваш 4. И он ме удри, ме клају во ќош со деца машки, у ќош и долу песок, боси да казиме. И плачев ја и ко не пушќа на одмор, отиде едно дете, а викна мајка ми и татко ми, дојде да се скара со учител. Зашо вика не викниш да испиташ, ко знае девојчето, бугарка е. И така, не сака грците. Его име Елинас, и оди од дете на дете вика, его име Елинас, его име Елинас. И после во хор ние сите викаме. Ја на 5 годишна или 4 годишна возраст го памтам тоа. И ние викаме во хор, его име Елинас, его име Елинас. Тука почна перењето на мозок и асимилацијата. Да не прекрстат и да не го одземат нашата национална, мислам, припадност, што од дедо, предедо, уназад 1000 години ние сме македонци. Нашите места беа, што ти кажам, болни за Македонија. Отишо не гнјаве да не збориме македонски. И баби ги носеме за рака на школа. За време на Метаксасовата диктатура требаше и возрастните да одат, и мајка ми, баба ми, сите тие старите дедовци оде. И во клупата кај што седев, јас седеа и тие. Добра, ма доваѓаа корфилаци, што и викаме, ние полицајци. И тие доваѓа, ние немавме струја, електрија, со фенер, или со свеќе, или со ламба. Доваѓа. И полицајците по нив. Ајде, бабо, ајде. Не сум запишен на грчки јазик и не сум го учел, бидејќи моите родители не ни дозволуваа да учиме грчки јазик. Го започна во Дъмбени, моето образование, први на грчки јазик. Не те оставя да играш, не те оставя да пееш, не те оставя школа, не те оставя тоа. Не беше добро положение. Нивната политика не беше агресивна во остварување на асимилацијата. Нивната политика беше на мирољубив со убедување дека грешка е тоа што мислиме ние дека сме македонци. И сега они не извлекуваат од таа заблуда. И вика, само не вика, страмота е да го зборите, значи овој варварскиот јазик. Ей море, пиле, шарено, шо добро виде од мене, од мене. Калино моме убава, кога го ореше гората, гората. Грција направи мобилизација 38-9 година, генерална мобилизација за војна со Италија. Италија навлезе 39 година во Албанија и она се спремаше да нападне и Грција. Метаксас, тој на 4 јули 36 година е прогласи диктатура, фашистска диктатура. Е сега 40 година требаше на Албанскиот фронт да
Заш Италија тога Мусолини неле превзема Италија. И сега грчката војска требаше да ја нападне Италија. И тогаш тој до 21 година дете што беше, се ги мобилизира. Почна мобилизација. Ми го зеја татко. Цело сите и собраа мајшто. Од 18 години до 50 години сите беа мобилизирани. И којнта сите не изеа. Значи, ние бевме на трета линија од фронтот. Во случај на италијанци да пробијат првата линија, втората беше негде кај Вич, а трета линија беше кај нас. Општа мобилизација, генерална мобилизација, мшко, женско, све стана. Од 20 години, 18 години нагоре, сите беа во униформа. Кој испратен горе, кој тука. Полето беше полно со чадори. Сите копа работеа, правеа бункери околу селото, евентуално ако падне првата линија, втората тука да ги задржат италијанци. Така да вриеше, војната почна. Почва 40 година таа војна, траеше 8 месеци. Кога објави италијанците војна, затоа велем познато ми. Селото Сабајле одеше на орани и копање, да се ора, да се копа. Имавме ние тројца сликои браќа на татко ми. Сабајле трна со Жегваро оде, мајка ми, со мене дете поголемо, со снами, на орани. Почна гранатите Ѓулињата, Топовски, што вели мене. Од границата Иван планина до нас се гледа и лето има снег. Границата и почна авиони, италијански поред границата. И почна топове. Го бомбардира селото. И тогаш дадоа сигнал, биеше камбаната и имаше една река лево, една десно, беше големата десно беше. Сите фамилии тргнаа да пројдат големата река и да пројдат во малата река, оттаму беа изворите за вода. И тогаш излегоа авиони, како сега памтам, како јајце ги гледавме, и не видое. Максимум за едно 10 метра, ако беше по-десно, цело село ќе беше. Ама сите бомби му падна на ред, му падна на ливадите. Гледаше цело поле, само проврнати камиони со тркалата кај горе, гледаше луѓе, бегае, војската бегаше. Кога се повлекуваше грчката војска, оставила многу оружје по патиштата, по ова, тоа што да ви кажам. И ние тога партија рече да земаме оружје, ние собиравме и криевме оружје. Целото оружје грците го фрлеа по тоа и нашите старци го крие оружјето. Зашто го криете? Не знаеш вели како ќе биде. Многу војници што поминаа преку Бабчор оставија многу голем број на оружје, го фрла едноставно и со што можеа да одат тоа, важно оружјето го остава и Бабчорци ги собира тие такви оставени пушки и митролези. 40-та година, 41-та. Војста грчка беше у селото. Кога нападнаа германците, секој војник сакаше да се отараса од униформата да си оде дома, да не го заробат па да го кладат у логор. Само топовите изедоа, тешкото оружје, пушките и други се оставија у копите таму. Ние како деца свините, само пушки, значи, јас 7 собрав само, и едно метралес и 3 касони тие шержи оружјето, значи, и донесе у племената и скрив. И 40 година, значи, стана војната со Грција со Албанија. Траеше 6 месеци. Откако заврши војната, значи, Грција капитулира. Дојде тука германци, италијани, бугари и све тоа. И стана голем хаос. Нели? Имаше плячки без власти и така натаму. Тука веќе нашите маџери, што беа, тие веќе отпочнаа да дигат многу глава. Тие командува, правеа што прави. И нашите македонци веќе беа многу пасивни.
Татко ми дојде од Америка, направиме голема куќа, имаме големо богатство, направено, татко ми донесе пари. И сега дојдоа на нашата куќа офицери да седе. И влевај, излевај, кај војската, да, команданти, нено друго. Полицијата ни нареди тие села, нашто Орово, Граждано, Трново и Нивици, да се преселиме во внатрешноста на Преспа. Зато и паметам дете. Подхитно сами, немој гале како ќе си одиш и како ќе одиш. Тие што си беа мажи дома, постарите, другите служија во војска, во армијата грцка, во редовната војска служија. Брат ми и други таки што беа. Тие што си имаа мажите дома, уште на вечета и ископа ровови во подрумот долу. Си ги скрија лиштата покрија. Моите, се сеќавам ко дете плачев. Затворија ја овие постелини, авурот, велиме, со воловите, со свините, кокошки затворија, запрежната кола, 3 внучиња имеја се од брат ми на колата, а јас се терам колата, запрежната, ено вреќе брашно од куќата и бегаме за Преспа. Све оставивме, како раз имаше многу. Тоа ни беше нам трета окупација, една грчка, една италијанска и една германска сега. А не само германска, туку имавме и бугарска. Така, беа дојдени тога од Бугарија, ова Калчев, Димчев, да го организират нашиот народ комитаджи. Италијанците беа во Костур, а бугарите беа во Лерин. Кај нас не беше италијанец, не дојде. Нити албанец, до Лерин беа тие, долу не стопнаја. Нашиот крај, нашето село фактички било под италијанска окупациона зона и точно непосредно на 2 километри од нашето село била границата меѓу италијанската окупациона зона и германската окупациона зона. На нашата страна беше италијанската војска. 3 месеци италијанци го обиколија, нашето село беше обиколено. Не оставија човек да излезе надвор. Многу лошо. И секој ова, на големјорит ни од каши се гледаше се и тие пазеа. И се што беше ова кон, мрска, јагне, кокошка, ова, се изеда. Се изеда. Одја и по куќите. Само кокошки бара и јајцо. И ќе му даде, и знаеа нашите, кога ќе дојде италијаните еднаш дојда, и со кошници полни јајца, зиме, ќе иземат јајците. Селото наше беше на граница, нели? Кога дојдоа италијанци, која веќе почна са бајле раното да фрлат топови, почнаа куќи да горат цетова. И ние станаме од селото, избегаме, отидовме подалеку од нашите село. Отидовме и тога и влегоја италијанци во селото. Пушти амбарите, жито, све да јаде коните, да не оставе ништо од селото. И продолжија по Грција после. На вака ја како сега има ставено моја слика и доваѓа италијанци секој ден по 2-3 пата претрес по куќите. И како е видоја и бела сирорина, а ние шо правиме? Ние младите се во шајаци и во црни овие бевме завиткани да одиме за да не познават што бевме млади, зашто тие бара е бела сирорина. И со италијанци зборевме, не прашува по италијански. Синьорина, коме стато? Како сте? Бене ние. По нешто науковме од нив и ќе правиме муабет. И ти кажам, не оставија јагне, кокошка и ова што не сторија. И ги фатија сите деца, имаше шпиони од другите села, ги фатија децата, се што беше машко го собре, во големото школа го собре. Еден кутри го тепа после Пацовски Винче се викаше, тој кутри имаше пушкометрелес и го фрли во бунарот. И тоа го каже, и после го пушти од бунар да го изваде. И на крај го земе 6 души нив,
ги стрели и коло караже, еден на мајка, ги зема ги имат во кардица, ги стреля 6 души. Како е видоја и бела сирорина, а ние шо правиме? Ние младите се во шајарни, овие бевме завиткани, да одиме за да не познават шо бевме млади. Заштие бара е бела